Почитувани представници на медиумите, СДСМ ќе го одржи дадениот збор дека ќе ја демаскира неспособноста, лицемерноста и немањето визија на градоначалникот Маријан Ристевски за решавање на постоечките економски и општествени проблеми. Маријан, упорно избегнуваш да дадеш одговор на само неколку логични прашања за економската ситуација во Прилеп. Се навраќаш на некои изминати времена и се однесуваш како некој друг да е градоначалник на Прилеп, а не ти. Во тоето вчерашно соопштение кажа дека за последен пат одвојуваш од твоето драгоцено време за дискусија со мене. Само не одговори кога ќе одвоиш барем малку од твоето драгоцено време за да ги посетиш дуќанџиите и пазарџиите во Прилеп, да ти кажат како едва врзуваат крај со крај и како се истоштени од инспекциите и казните од твојата власт. Градоначалниче, не е проблем дали ќе ми одговориш мене, туку зошто бегаш и не даваш одговор и отчет пред граѓаните на Прилеп за економската ситуација во градот. А нивните прашања се логични. 6 години си на власт, каде се странските или домашните инвестиции во градот? Каде се твоите така наречени сигурни мерки за локален економски развој и зошто никоја фирма досега не ја искористила мерката за ослободување од даноци, ако отвори нови работни места? Како ти како градоначалник и член на највисокото централно раководство на ВМРО ДПМН ќе помогнеш да се спречи пропаѓањето на Еврокомпозит? Како ќе помогнеш да се спречи ликвидацијата на Металец и да не останат над 400 фамилии твои сограѓани на улици? Како ќе допринесеш да се спречат финансиските загуби од Тутовски комбинат Прилеп и да се подобри ситуацијата со цената и откупот на тутунот? И секако, Маријан, должиш одговор пред прилепчаните. Како е можно да се стане магистер за 3 месеци и веднаш да се добие место асистент на економскиот факултет во Прилеп? Затоа сакам да ти укажам дека не е битно дали мене лично ќе ме навредиш со твоето ниско ниво на комуникација. Конечното прашање е зошто не собереш храброст да дадеш одговор на поставените прашања пред граѓаните на Прилеп. Тие сепак се крајните судии во проценката дали некој ја оправдал нивната доверба или не. Нека.